Мој гостин во студиото денеска е градоначалникот на град Скопје, Орце Ѓорѓиевски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на вашата покана и поздрав за сите ваши гледачи. Многу често периодов сте гостин на медиумите, всушност постапувањето на функција прв човек на град Скопје, минатата недела го дадовте и својот отчет за 100 дена работење како градоначалник на главниот град. Па на самиот почеток морам да ве прашам, задоволни ли сте од досега сработеното? Па генерално мислам дека видливи се разликите ако направиме паралела периодот до пред да ја превземеме градската управа, јас и мојот тим, изминативе 100 дена и периодот претходно. Земајќи во предвид дека првиот момент е транспарентност. Знаете, во минатото беше многу тешко за граѓаните, за вас медиумите, за сите останати да добиете било каква информација од страна на градот Скопје. Сега мислам дека транспарентноста за разлика од минатото ни е на многу високо ниво и тоа е една од работите кои што ги ветив во предизборието. Кога говориме за состојбите кои што ги наследив, вие знаете, често пати изминатиот период говоревме за тоа, околу 300 милиони евра беше долгот кој што го наследи во градот Скопје. Да, и постојано посочувате дека состојбите што ги затекнавте во град Скопје биле потешки од очекуваното. И затоа сакам да ве прашам кои се трите најголеми проблеми кои што ги наследивте. Сега, ако дозволите, за сите би елаборирал поединечно. Најпрво, финансиската состојба во која што се наоѓаше градот Скопје беше многу полоша од очекувањата наши. Значи, околу 300 милиони евра беше долгот на градот Скопје и јавните предпријатија. Со гордост можам да кажам дека за само 3 месеци денес како град Скопје не должиме ништо, а вкупниот долг на градот Скопје и јавните предпријатија е намален за некаде околу 40 милиони евра, што е вака сериозно намалување на долгот за многу краток временски период. Од друга страна, ние имавме сериозни предизвици, би ги поделил во неколку делови. Ако тргнеме во однос на нефункционалноста на јавните предпријатија, каде што освен што ние имавме генерален хаос и нефункционалност, имаше и состојба каде што во јавните предпријатија по неколку месеци не беа исплаќани плати. И тоа, јас затекнав состојба во која што во некој имаше 2 месеци доцнење на платите, во некој 3, во некој дури 4, како Паркови зеленило нема земена плата луѓето кои што работат таму. Сето тоа е надминато изминатиот период и во моментов нема јавно предпријатие каде што должиме плата на вработените, што е многу важно за да нема никој изговор поради одредена состојба каква што имавме сведоштва во минатото. Од друга страна пак, возниот парк и целата инфраструктура подвижна која што ја наследив во градот Скопје и во јавните предпријатија, јас во комуналната хигиена затекнав 16 функционални камиони. Последната информација од вчера е дека ние имаме 57 камиони кои што обслужуваат по територијата на градот Скопје, но за жал тоа е стара механизација, често пати имаме пропусти, честно е тоа да го кажам пред моите сограѓани, јас не сум магионичар, честно е да кажам дека често пати знае да затаи некоја од тие машини, односно од тие камиони, да имаме дефекти, но што направивме, освен тоа што го зголемивме бројот на функционални машини, од друга страна започнавме и постапка за набавка на над 40 нови камиони, кои што очекувам негде до крајот на првата половина од оваа година да пристигнат. И сериозен предизвик исто така, тоа би значило за комунална хигиена целосно нормализирање на процесите, но и денес е далеку подобра состојбата од она што беше пред 100 дена. Знаете, денеска веќе немаме мини депони практично во секое мало, како што имавме состојба пред училиштата, пред градинките, е среден просторот, Паркови зеленило многу поефикасно функционира денес. Да, ќе проговориме малку подоцна за тоа, меѓутоа сакам да ве прашам. Но би сакал и за ЈСП да споменам доколку. Ќе споменеме за ЈСП, но сакам да ве прашам што е поважно за вас во моментов? Големи капитални проекти или решавање на секојдневните комунални проблеми или можно ли е паралелно да се работи на решавање на двете? Јас не можам да ги поделам, да ставиме фокус на едното, а другото да го изоставиме. И затоа имаме паралелен процес изминатиот период. Од една страна ги реорганизираме јавните предпријатија и гледате дека тоа евидентно имаме напредок сериозен. Со механизацијата би требало тоа ниво да биде на уште повисоко ниво и граѓаните да ги почувствуваат сериозно промени
промените, како што кажав, од како ќе стигнати новата механизација во комунална хигиена, но паралелно ние одглавивме и доста инфраструктурни проекти кои што во минатото беа закочени. Има објекти инфраструктурни кои што се градат повеќе децени, како клучката Момин поток, како мостот на Љубљанска, булеварот Борис Трајковски. Тоа се сите проекти кои што поминаа неколку генерации за да го дочекаат светлото на денот и да ги видат. Што направивме изминатиот период? Имаме целосно одблокирани процеси таму, имаме сериозен напредок. Драго ми е особено за Момин поток, каде што сите оние имотно-правни нерешени односи за кои што требаше фокус да се направи и доволно ниво на ангажман во целиот процес, ги надминавме, веќе имаме таму разрешени имотно-правни односи, слободна траса, останува на компанијата до крајот на годинава да го заврши потегот. Од друга страна, оној моментум кој што исто така беше сериозен предизвик, а тоа е неисплаќањето на фирмите изведувачи, и тоа го надминавме, што значи дека секаде тоа го повторувам, нашите обврски ги завршивме. Сега останува на изведувачот да се сработи до крајот на годината. Истото е со Љубљанска мостот, каде што добивме од страна на градот Скопје се одобрија 2 милиони денари за испитување на земјиштето таму, од страна на Министерството за култура. Откако ќе заврши тој процес, а тоа е до крајот на февруари, како што имам информација од нивна страна, за сега, фала му на Бога, нема ништо најдено кое што би можело да го блокира целиот процес на изведба таму. Ние веќе започнуваме тендерска постапка, кој што исто така процес ќе трае до крајот на годината, односно да биде изведена таа улица. И Борис Трајковски, булеварот, кој што го очекуваат стотина илјади наши граѓани, кои што живеат во Драчево, Стојничани, Батинци и Зеленикова, со години исто така Голгота поминуваат таму. Конечно постигнавме договор со сите оние собственици. Јас сакам и да им се заблагодарам јавно за тоа што се апсолутно свесни за потребата на реализација на овој проект. Имавме неколку последователни состаноци, дел од тие бев и јас вклучен директно, особено на почетокот. Подоцна мојот тим работеше на цел тој момент и веќе имаме постигнато договор и започнуваме во текот на наредниве денови тендерска постапка, после кој што завршување на тендерска постапка исто така роковите би биле до нова година да се заврши. Што значи дека ги спомнавте и граѓаните сакаат реални рокови и реализација на овие најавени проекти. Јас имам дури за разлика од останатите, самиот си ги наметнувам роковите и често пати со мојот тим говорам, со Владко, еден од поблиските мои соработници, често пати знаеме да продискутираме меѓу себе која е потребата да се задаваме рокови, но мислам дека тоа е единствениот правилен начин за да го развиеме градот онака како што треба и како што очекуваат нашите сограѓани. Се друго би значило само долготраен процес во кој што повторно ќе поминат генерации на нешто што ќе го очекуваат граѓаните, нема да го добијат. Сите овие сообраќајници кои што ги споменавте се клучни за решавање на сообраќајниот хаос низ градот кој што секојдневно го имаме, особено што си задавате рокови кои што ветувате дека ќе ги испочитувате, па ајде времето ќе покаже, сите се надеваме дека сето тоа ќе биде навремено реализирано. И кога сме кај сообраќајот, во јавноста се зборува за модернизација на јавниот превоз и можни нови автобуси. Ќе истакнеме дека јавното сообраќајно предпријатие е во многу лоша состојба, едноставно нема автобуси за да може да се реализира јавниот градски превоз. Како ќе се реши овој проблем? Зборувавте изминатиот период, меѓутоа ајде како ќе се подобри јавниот превоз? Ние треба да влијаеме од неколку аспекти за целосно модернизирање, би рекол, на јавниот транспорт и нудење алтернатива на граѓаните, која што нема да биде единствена, а ќе значи оставање на автомобилите дома. Граѓаните се приморани изминативе години да ги користат многу почесто своите автомобили затоа што немаат квалитетна алтернатива за да стигнат од точка А до точка Б, особено во оној период кога одат до своите работни места и кога се враќаат. Меѓутоа и со автомобилите поминува многу повеќе време отколку што реално треба да се. Би сакал уште еден момент да споменам, ако дозволите, во однос на автомобилите и растеретувањето на хаосот. Не го споменавме, започнавме со изградба на Лимак, подземната сообраќајница, прва од таков тип во Македонија, но и во Скопје, која што по сите сообраќајни студии 33
проценти ќе намали гужвата во централното градско подрачје. Што значи дека тоа е еден од најголемите капитални проекти во понова историја на независна Македонија, кој што почнавме и го работиме со силен интензитет и исто така кратки рокови таму. Кратки рокови, да појаснам за граѓаните, не значи неквалитетна изведба, затоа што имаме сериозен надзор на сите проекти. Кратки рокови значи нормално времетраење на процесот кој што подразбира завршување на состојбите, односно имплементација на одреден проект. Кога сме кај јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, возниот парк таму е оној возен парк кој што ВМРО ДПМН е на претходна влада во минатото го обезбеди. И секогаш така се повторува историјата, секогаш кога ВМРО ДПМН има централна власт, тогаш се обновува возниот парк на ЈСП. Она што недостасува таму е систем кој што ќе функционира. И тоа се трудам да почнам да го градам во моментов. Тоа подразбира да е ирелевантно кој е начело на градот Скопје или начело на јавното предпријатие, но да има процес во кој што ние никогаш во перспектива нема да се доведеме да предпријатието биде во генерален колапс како што тоа беше сега случај, односно таму состојбата е реално 157 мислам дека автобуси затекнавме. 30 на автобуси дополнително се поправени, но како и камионите во комунална хигиена, често пати, сега е помодерно време, би рекол, почесто луѓето користат телефони, апликации и полесно се гледа, кога има и дефект го објавуваат тоа граѓаните. И јас ги поддржувам во тоа затоа што така се поправаме и учиме од евентуални грешки. Сепак недостатокот на доволен број автобуси е забележителен. Значи, таму имаме недостаток од околу 150 автобуси реално. Што направивме изминатиот период? Владата на Република Македонија донесе одлука на влада со која што веќе започнува постапка за набавка на 150 автобуси, од кои што 100 ќе бидат за градот Скопје и приоритетно првите кои што ќе стигнат, доека не се исполни квотата од 100 автобуси, ќе стигаат за градот Скопје во наредниот период. Јас не можам точни рокови. Јас во консултација со министерот за транспорт во минатото кажав еден датум кога би требало да стигнат, но за жал им пропадна постапката. Да не биде дека ете јас ги давам роковите, очекувам да го исполнат своето ветување, односно да завршат постапката онака како што ете ветиле пред граѓаните на градот Скопје, но и сме се договориле ние да биде спроведено. До крајот на годината? До крајот на годината мислам дека поголемата бројка од автобуси, од таа бројка 100 ќе стигнат во главниот град. Тоа е барем она последно кое што ми го има соопштено министерот за транспорт и знам дека дава силен фокус и напори сериозни вложува таму за да го реализираме тоа заеднички. А од друга страна пак оној проект на БРТ за кој што се говореше во минатото, јас одлучив заедно со мојот тим, но тоа и во предизборието го ветив пред граѓаните, да не го блокираме, односно да го поддржиме и да го имплементираме во градот Скопје. Зошто? Затоа што таму имавме две опции. Или целосно да прекинеме постапката и да не плаќаме камати, кои што ги плаќа народот кој што живее во Скопје, скопјани, или да продолжиме со имплементација. Јас секогаш сум за она што е добро, ако има недостатоци да ги отстраниме и да го реализираме истото. Така дали тој проект реално ќе го подобри? Апсолутно ќе го подобри, апсолутно ќе го подобри. Недостатоците таму се од неколку аспекти. Едно е трасата и она што се планираше во минатото средишното зеленило да биде отстрането. Најдовме модус кој што е според мене поиздржан, поквалитетен, но на крајот на денот нема ни да направи штета на средишното зеленило. Практично ќе има дополнителни жардинјери, како граничните одстраните каде што дополнително зеленило ќе има таму, а ќе остане при тоа средишното зеленило. Тоа е инфраструктурниот зафат од една страна кој што подразбира и на дополнување на линиите, едната према Радишани, а другата према Драчево. Тоа недостасуваше во вкупната композиција тука. А од друга страна пак имаме и преку тој проект набавка на повеќе од 30 автобуси. Кога ќе стигнат автобусите кои што треба да ги обезбеди владата и Министерството за транспорт и врски, и кога ќе ги обезбедиме овие автобуси, тогаш ќе имаме целосно нормализирање на градскиот транспорт. Тука треба како алтернатива да го земеме во предвид градењето на градската пруга, која што од Зелениково треба да се одвива до Ѓорче Петров, и јас лично како дете го имам користено ете тој транспорт од Драчево до транспортниот центар Скопје, каде што за нешто повеќе од 7 минути се стигнува со тој транспорт. Ние према тоа ќе ги адаптираме и автобуските линии и ќе овозможиме ете нова алтернатива дополнително од автобусите и од возилата кои што ги користат граѓаните. Споменавте многу важни сообраќајници
граници, меѓутоа би сакало овде да не ги заборавиме и реконструкцијата на улицата Перо Наков и уште едно тесно грло во градот, булеварот Цветан Димов во Чаир, кој што е навистина голем проблем, а неодамна нели бевте и на лице место кај надвозниот мост и дивиот пешачки премин на Битпазар. Ќе има ли конечно решавање на овој сообраќајен потек во Чаир? Кога сме кај Цветан Димов, ние започнавме со одлука на совет меѓуопштинска соработка со општина Чаир, каде што треба да го припремат односно да припремат проектната документација за таму, а ние ќе бидеме како град Скопје инвеститори. Јас не отстапувам од тоа дека моја крајна заложба ќе биде до крајот на годината да отпочнеме со градежни активности таму, но исто така кога станува збор за... Со кои проблеми се соочувате на терен, за да може нели да се обезбеди доволен простор за проширување на сообраќајницата? Проблеми има секогаш, еве го споменав булеварот Борис Трајковски, така ќе биде и кај Цветан Димов. Ништо не може ние да решиме преку ноќ и ништо нема да биде едноставно, затоа што ова се историски проекти за градот. И овие проекти реално ќе ги подобрат најпрво од безбедносен аспект за нашите сограѓани состојбите. Вие знаете, кога го споменавме Цветан Димов, еве дивиот премен кој што е оставен со години, таму требаше силна политичка волја некој да сака да постапи против диво поставени објекти на тротоарот, на велосипедската патека. По постапувањето таму ќе го затвориме и дивиот пешачки премен кој што патен бил отворен за да може да има лица кои што ќе пазарат кај тобакото, така да некој треба во градот да воспостави ред. И тоа е првата работа, дека ние ќе имаме проблеми при реализација на секој ваков покрупен проект, ќе имаме, јас сум апсолутно свесен. Но тоа ја не ги гледам како проблеми тие моменти, туку ги гледам како предизвици кои што ќе треба да ги решаваме во. Цветан Димов е сериозен залог за градот Скопје. Јас сум апсолутно свесен за состојбата таму, но морам да истакнам дека со колегата Меджите имаме одлична соработка. Ќе се приклучи во целиот процес, затоа што многу е важно и локалниот градоначалник на општината да помага во процесот, особено за експроприациите кога се решават, и верувам дека ќе го решиме тоа до крајот на мојот мандат, а дополнително Македонско-Косовска бригада исто така, иако не беше ветена во програмата моја, од пулсот на граѓаните се почувствува дека има потреба и тоа тесно грло да го решиме и ќе пристапиме и таму кон реализација, така да ќе имаме доста градежни активности во наредниот период. Фрањо Клуз во аеродром ја решаваме после долги години, тоа е не многу долга улица, но многу значајна. И Перо Наков да не ја забораваме. Перо Наков исто во Газибава, така да мостовите ќе следи сега периодов, правиме проценка, но и проектна документација, сакаме да ги санираме кои што не се санирани од не знам, пред осамостојувањето, најголем дел од нив на државата, така што имаме многу работа, ќе имаме динамична пролет. Да, за проекти потребно е навистина многу време и работа за реализација, но ајде граѓаните ќе бидат трпеливи за конечно да се види целосната реализација. Кога сме кај реализацијата на овие проекти, воведовме нов стил на реализација, тоа е да работиме во подоснежните часови, особено за викендите. И мислам дека со тоа овозможуваме нормален проток преку недела на граѓаните, на возилата таму. И мислам дека таква пракса ќе воспоставиме во наредниот период. Нормално, секаде каде што дозволуваат условите. На крајот на денот, јас разбирам дека често пати низ метежот, низ гужвата, има и револт кај одредени наши сограѓани, но треба да разберат дека тоа го правиме за нивно добро, дека нивните деца побезбедно таму ќе движат, дека нивните деца и они ќе возат по побезбедни булевари и улици и дека на крајот на денот со сето тоа ќе стигаме многу побрзо од точка А до точка Б. Загадувањето беше поставено како врвен приоритет. Кои конкретни мерки даваат веќе видливи резултати, а кои останаа само стратегија на хартија? Па, помалку ќе инвестираме во хартии, за разлика од минатото, во мојот мандат, многу повеќе во реални проекти ќе инвестираме. Еве, ако тргнеме, јас бев фрапиран од состојбата да во градот Скопје само едно училиште има фотоволтаици и ретко кое училиште е поврзано на градската топлификациона мрежа, што значи дека сериозен фокус на објектите од јавен карактер, како училишта, но и останатите наши објекти ќе вложиме во наредниот период. Веќе 4 средни училишта поминаа низ со одлука на совет за да почнеме да поставуваме фотоволтаични панели на истите. Тоа е едната димензија која што ќе подразбира еколошки систем на загревање и функционалност на нашите објекти. Второ, како никогаш досега имавме постапување во текот на особено зимава со нашите инспекции, но и координирани активности со
локалните инспектори и инспекторите од животна средина од министерството, како никогаш досега, без при тоа да има толеранција за било кого. Имаш изречено навистина високи казни, исто така како никогаш досега во минатото, што говори за неселективноста и постапувањето, законите да важат еднакво за сите. Она што на долг рок ќе треба да биде сериозен наш предизвик е тоа што го поддржавме, јас како градоначалник и Советот, а го поддржа истото и владата, а тоа е да сите потенцијални загадувачи кои што се наоѓаат во централното градско подрачје, постепено започнаме да наоѓаме модус од кој што ќе ги отстраниме од централното градско подрачје. Тие се генерално на нивни приватни парцели. Јас сум апсолутно свесен за состојбата. Свесен сум и за уставно загарантирано нивно право на собственост, согласно законите и уставот на Република Македонија, но истовремено сум загрижен за состојбата и воздухот кој што го дишат сите мои сограѓани, така да ќе треба да се најде решение во кое што ќе бидат надвор од централното градско подрачје, а во меѓувреме ќе следат тамо строги контроли и ќе направиме притисок максимален институционален согласно закон да нивниот систем на загревање, но и на производство или биде гасифициран или биде на топлификација. Да се надеваме дека контролите и новите мерки ќе дадат резултати. Како напредува решавањето на проблемот со отпадот и хигиената на градот? Морам да споменам оние први 72 часа по вашето стапување на градоначалничката функција, кога имаше масовна акција за чистење на градот. И морам да истагнам, забележително, отпадот се чисти, меѓутоа пак се натрупува, а посебен проблем представуваат и дивите депонии, не само во главниот град, на секаде низ градовите во Македонија. Општините ги чистат, но се појавуваат нови. Потребни ли се поголеми контроли и казни во овој дел? Апсолутно, и сметам дека час поскоро треба да поминат измените на Законот за локална самоуправа, на кој што јас како председател на ЗЕЛС бев иницијатор. Многу поддржаа тоа сите мои колеги, го поддржаа и одредени министри во изминатиот период. Нас не е неопходно формирање на комунална полиција која што ќе може да действува во наредниот период со многу поголеми права и надлежности од оние кои што класичната комунална инспекција ги има во моментов. Тоа е едната димензија. Втора димензија која што сериозно ќе влие позитивно според мене во целиот процес е Safe City, во кој што имавме неколку последователни состаноци со министерот за внатрешни работи господинот Тошковски. Ќе влијаеме и ние во процесот, доградувајќи го системот на одредени позиции кои што се потенцијални жаришта за девијантни појави, затоа што ние не можеме да дозволиме еден мал процент несовесни наши граѓани да предизвикуваат состојба од која што ќе страда мнозинството. Мислите како што несовесни граѓани? Ето, така несовесни. Така да, кога сето тоа ќе го заокружиме како процес, мислам дека што помалку ќе имаме девијантни појави. Во меѓувреме сите оние жаришта ги третираме изминатиот период. Најдобар начин е за трајно решавање на целиот тој проблем кога ќе најдете решение кое што на долг рок ќе се исплати, а тоа е или таква позиција да претворите во парк или во паркинг. Такви модели успешни имавме во општината која што ја водев изминатите 4 години, соочувајќи се со проблем да и откако ќе исчистите депонија, повторно беше прашање на време кога повторно ќе прерасне во депонија повторно. Така што започнавме ние процес таму да на неколку позиции изградивме паркови, мислам дека трајно ги решивме тие состојби, а во 11 октомври бараки пак изградивме и паркиралиште на еден поголем дел, така што од една страна го решивме проблемот со паркирањето, од друга страна го заштитивме целиот тој потек и истата пракса планирам да применам и во градот Скопје. Да, во јавноста зборувавте за нови зелени површини во градот и садење дрвја, нешто што недостасува во однос на се помасовното градење и урбанизација, односно грубо кажано бетонизација на главниот град. Која е реалната бројки и на кои локации би се реализирало сето ова? Па, ние започнавме со изградба на еден голем, на мислам дека 8000 квадрати парк, Христијан Тодоровски Карпаш во Бутел, и таму сме веќе во напредна фаза. Очекувам во подоцнешниот дел на пролета да и официјално го отвориме тој парк, но истовремено и во Карпош, еден парк кој што се обидува да го направат во минатото остана недосреден, така да и таму ќе
ќе го обновиме практично тој дел кој што беше направен во минатото, но неуспешно, но и целата таа површина после тоа која што е исто едно од жариштата за депонии и практично и е депонија во моментов ќе го исчистиме, ќе биде со парковска содржина уредено, со зони за рекреација за граѓаните, можности за најмладите, реквизити да поставиме и така натаму, урбана опрема целосна. Кога сме кај овој дел, сакам да кажам дека во наредниот период ќе започнеме и со една општествено одговорна компанија со процес на реконструкција на градскиот парк, кој што ќе подразбира и целосно и темелно чистење на езерцата таму. Нешто што подолги години исто така се нема случено, но ќе започнеме и со процес на ревитализација на калето, за кој што поднесовме барања до владата за да не биде предадена собственоста нам. И исто така еден од посериозните проекти за мене е аквадуктот и просторот кој што треба да го средиме таму. Сите овие проекти ги имаме опфатено со она што ќе следи до 28-та година, тоа е Скопје град престолнина на културата. Еден проект кој што од една страна ќе се развива инфраструктурно со оплеменување на дел од постоечката инфраструктура што имаме, менување на содржината таму или некаде создавање на нови содржини, а од друга страна ќе биде оној културен аспект и сите настани кои што ќе бидат поврзани со истото. Ветивте за силена борба против дивоградбите. Колку објекти се отстранети или стопирани за градење или колку ќе бидат најбргу? Каква е состојбата на терен и како ќе се реагира? Па јас можеби погрешно сум бил протолкуван. Ние немаме наша градежна инспекција, но правиме меѓуопштинска соработка со општините. Зошто? Затоа што во минатото често пати беше пракса да одредена општина каже дека нема доволно средства или нема изборна фирма која што ќе го врши отстранувањето на објектите кои што се нелегални. Ние имаме наше јавно предпријатие, кое што јавно предпријатие го ставаме во функција за граѓаните, кое што подоцна ќе наплати на општината и односно на тој кој што е сторител на таква девијантна појава, но се ставаме во функција во интерес на граѓаните и јавноста да помогнеме во тој дел. Она што го започнавме ние како процес е имаме опфат на некаде од 40 до 60 објекти низ главниот град, кои што генерално се објекти кои што узурпираа во минатото јавни површини, најчесто тротоари, како на што го споменавме, и велосипедски патеки на Битпазар, еден објект така пообемен. Имаме објекти кои што практично ги имаме во целото градско подрачје, дел од нив наспроти Холидин беа срушени. За дел од нив се уште чекаме судска одлука затоа што влегле во процес на легализација, па општините ги одбиваат затоа што тоа се времени објекти, согласно закон не може да бидат легализирани, така да ќе биде една пообемна, помасовна акција на територија на градот Скопје, во кое што најпрво безбедносно ќе ги зголемиме капацитетите, ќе подобриме состојбата, да може нашите сограѓани безбедно да се движат по тротоарите, по велосипедските патеки, од друга страна доста од зелените површини ќе ги ослободиме и ќе бидат вратени повторно на граѓаните, а од трета страна пак нема да дозволиме да градот има една грда слика како што беше тоа изминативе 30 на години. Рековте дека ќе има целосна транспарентност во трошење на градските средства. Каде граѓаните можат да ја видат таа транспарентност и дали всушност капиталните инвестиции за кои што говорите се најдобар показател за тоа како и колку се работи? Па видете, прво она што го постигнавме за 3 месеци околу раздолжувањето говори за системот кој што го градиме нов. Функционалноста на јавните предпријатија, исплаќањето на плати, започнувањето на капитални проекти и исплата на сите стари позиции говори за тоа каква состојба сме превзеле и каква градиме сега во моментов. А од друга страна пак буџетот на градот е јавно достапен. Ние имавме можеби премалку простор, бидејќи во Цајтнот завршија изборите до креирањето на буџетот, оставивме простор да сугерираат и граѓаните да предложат идеи и така натаму. Се е тоа во рамки на транспарентноста која што треба ние да им ја дадеме и им ја должиме на граѓаните. Нешто што не беше случај, повторно ќе кажам, изминатите години во градот Скопје. И на крајот на денот за секој проект кој што се објавува, за секоја постапка, ја знаете дека повеќе од било кога и повеќе од било кој ја известувам во детали јавноста. Така започнавме, така функционирав во минатото и така ќе функционирам до крајот на мојот мандат. На крајот на денот јас располагам
со парите на граѓаните. Граѓаните на градот Скопје го полнат буџетот на градот Скопје. И јас како со семеен буџет морам да се грижам за секој еден денар каде ќе заврши, затоа што граѓаните заслужуваат такво нешто од градот Скопје. И сигурно она што ги интересира посебно директно се засегнати граѓаните, најавивте брзи административни процедури во градските служби. Дали денес граѓаните реално добиваат побрза услуга? Сметам да. Сметам да, но ете да не бидам субјективен, оставам граѓаните да го оценат тоа. Има разноразни начини, вклучувајќи анкети за сето тоа, но знаете кога ќе постигнеме она експедитивност која што јас сметам дека ќе биде задоволувачка во моментот кога ние ќе направиме целосна дигитализација на процесите во градот Скопје. Тоа е нешто на кое што сме силно фокусирани. Тука сериозно ми помага секретарот на градот Скопје, Славче Трпески, кој што во минатото ми беше во Кисела Вода советник за урбанизам, мој еден од најблиските соработници ми е, дел од мојот тим. Со UNDP сме заедно во овој проект. Сметаме дека дигитализацијата на процесите од една страна ќе им помогне на граѓаните да многу побрзо и поедноставно ги добиваат услугите од страна на градот Скопје во секое време, на секое место, не мора да доаѓаат до градот Скопје, тоа е едната димензија, од друга страна тоа сериозно ќе влијае на намалувањето на корупцијата. Против која што сите заедно колективно треба да се бориме. Намалување на контактот странка со вработен, сметам дека ќе влијае на процесот на намалување на корупција во наредниот период. Само накратко, бидејќи во вашите изјави потенциравте дека резултатите ќе се видат брзо, меѓутоа од вашето работење дел од јавноста оценува дека динамиката на промени е побавна од ветеното. Дали ја прифаќате таа критика и очекувавте ли повеќе? Видете, народот е секојаш во право. Јас може да кажам дека давам се од себе и дека максимумот го правиме. Дали ја подобривме финансиски состојбата, ја подобривме. Дали имаме подобар систем на наплата, имаме. Дали имаме откочување на многу процеси, дали е тоа БРТ, дали е тоа, не знам, било кој инфраструктурен проект, имаме. Дали динамиката на реализација на овие проекти е подобра од тоа што беше во минатото? Апсолутно е така. Така што граѓаните на крајот на денот судат, тие се секогаш во право, но јас и мојот тим даваме се од себе да ги подобриме состојбите и знам дека ги подобруваме. За крај, какво Скопје посакувате за вас и за сите граѓани? Функционално Скопје. Одлично. Ви посакувам успешна работа и навремено, брзо и успешно реализирање на сите започнати проекти. За поубаво Скопје за сите нас. Ви благодарам за гостувањето. Ми беше чест.